вчера, 21 јули 24 година, имавме 29 пожари на отворен простор и шумски пожари. Од нив 7 се уште се активни, 7 се ставени под контрола, што значи дека не можат понатаму да се шират, додека 15 се целосно изгаснати. Во овој момент пожар кој што ни задава најмногу главоболки е пожарот на Серта, кој што се провлекува десетина дена, горејќи при тоа на различни места. Утрово пожарот повторно е активен, задниот дел, односно горниот дел на војниот полигон Криволак во насока на Пенуш и реката Брегалница. Рано утрово група доброволци и ловци успеаја да го совладат кракот кој што синоќа прескокна преку земјениот пат. Но постои една жешка точка за која што постои опасност повторно да се прошири. На тоа место се испратени дополнителен број на луѓе. Понатаму, вториот пожар на планината Серта е пожарот на селото Пухче во насока на селото Селце, каде што гори во мешовита шума, каде што во текот на вчерашниот ден действувавме со воздухоплови и денес повторно ќе действуваме со воздухоплови. На територијата на Македонски Брод, село Брезници, село Тажево, на некои места гори и борова шума, исто така ќе действуваме со воздухоплови. На територијата на општина Чашка имаме два пожари. Првиот се наоѓа кај селото Габровник и село Мокрени, каде што гори мешана шума и ниска вегетација, додека вториот пожар е местото викано Мукус, кој што е пожар префрлен од Прилепска страна. Таму гори пред се ниска вегетација. На територијата на општина Долнин имаме два активни пожари и тоа е пожарот кај село Небрегово, кој што вчера загрози еден од манастирите во близина на ова село, но благовремено испратена екипа на локалната противпожарна единица и манастирот е обезбеден. Вториот пожар на територијата на општина Долнини е кај селото Гостиражани, кој што е префрлен од селото Богомила од општина Чашка. Пожари кои што се под контрола ќе може да ги погледнете во пишаната порака која што следи после ова видео, а воедно ќе бидат напишани 15 изгаснати пожари. Денес на располагање го имаме Денес на располагање имаме еден хеликоптер, тоа е црногорскиот хеликоптер. Српскиот хеликоптер ја напушти државата. Покрај црногорскиот хеликоптер ги имаме домашните ресурси кои што не се за подценување. На располагање имаме 3 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, 2 армиски хеликоптери и 2 полициски хеликоптери. Проблем е тоа што во периодот кога е најтопол денот, кога температурите се околу 40 степен, има ограничена употреба на сите летала, но правиме приоритетни листи. При тоа пред се во предвид ги земаме заштитата на животите на луѓето, заштитата на населените места и борбата со пожарите во зимзелена шума, претежно во боровата шума. На терен действуваат и денес припадници на полицијата и припадници на македонската армија. На место на самите пожари работат припадници на локалните територијални противпожарни единици, на некои места подпомогнати со ослабнати екипи на национални шуми. Како и да е, денес состојбата е подобра во однос на вчера, но со поклучувањето на температурите таа може да се влоши. Прогнозите зборуваат дека може да се надеваме на дожд во текот на утрешниот и задутрешниот ден. Доколку падне дожд, тоа значително ќе подобри ситуацијата и нашата основна цел денес е да ги држиме под контрола овие најтешки пожари кои што ги набројав. Со повеќе информации ќе се јавам во попладневната видеопорака.